Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Северна Македонија, следува редовната пресконференција на Министерот за здравство доктор Венко Филипче. На оваа пресконференција ќе ви се обрати дополнител заменичката министерка за внатрешни работи Славјанка Петровска. Почитувани граѓани на Република Северна Македонија, почитувани представници на медиумите, следува пресконференцијата редовна на Министерот за здравство доктор Венко Филипче. На оваа пресконференција ќе ви се обрати и дополнителната заменичка министерка за внатрешни работи Славјанка Министерска. Повелете, министре. Почитувани граѓани, на почетокот сакам да го честитам на сите граѓани полноправното членство во НАТО алијансата, со желба и уверување дека ова битка ќе завршиме што побрзо. Добрата вест е денеска што од клиниката за инфективни болести се испишани, практично излекувани 9 пациенти. 8 се од Дебар, 1 од Скопје. Те имаат 2 последователни негативни теста и се упатени на домашно лекување, третман во добра здравствена состојба. Практично пациентите кои што имаа полесна клиничка слика веќе закрепнуваат во наредниот период, во следните денови. Очекуваме закрепнување и целосно излекување и на други пациенти кои што по истиот систем на двојно тестирање согласно резултатите ќе бидат упатени на домашно закрепнување, односно лекување. За жал имаме уште еден смртен случај, тоа е 79 годишен пациент од Дебар, кој што е диагностициран на 23 март, хоспитализиран на 25 март, пациент кој што има коморбидитети. Денеска се потврдени 26 нови случаи на пациенти диагностицирани со COVID-19 вирусот. Дебар 1 случај, Скопје 19, Куманово 3, Пирлеп 1, Тетово 1, Крива Паланка 1 пациент. До сега потврдени случаи имаме во следните градови: Дебар, Скопје, Штип, Гостивар, Охрид, Кавадарци, Куманово, Пирлеп, Велес, Тетово, Струга, Битола, Струмица и Гевгелија, како и Крива Паланка. Со ова вкупната бројка на диагностицирани пациенти во нашата земја сега изнесува 285 лица. Во изминатото деноноќе на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби се примени 8 нови пациенти, сега има вкупно 47 хоспитализирани. На механичка вентилација се поставени 3 пациенти, помеѓу 50 и 67 годишна возраст, 50, 63 и 67 години, а на кислородна подршка дополнителни 9 пациенти. Во сите други градови добра е, стабилна е состојбата, во сосем лесна клиничка форма на пациентите согласно известувањето од тамошните медицински центри, односно болници. Дозволете да кажам уште некои информации во врска со случување во изминатите 24 часа во текот на викендот. Има една почината пациентка во општата болница во Струга, која што е донесена заради потешкоти во дишењето, имала претходно хронична респираторна болест, направен обид за реанимација, за жал пациентката е почината, но таа не е диагностицирана со COVID вирусот, но со оглед на сличноста на клиничката слика на оваа болест, непосредно постмортем е земен бриз и ги чекаме резултатите кои ќе бидат спремни, готови ќе ја известиме јавноста. Во однос на состојбите околу болницата во Охрид, третманот на пациентите, за кој што исто така известивме во текот на вчерашниот ден, назначен е нов директор на болницата во Охрид, хирургот Горан Балевски. Сакам да заблагодарам на досегашната директорка. Денеска завршува инспекцијата од страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат во врска со третманот на пациентката од околината на Струга. Денеска заврши увидот на лице место, меѓутоа се анализираат практично сите информации со оглед на тоа што анализираат документи од матичниот лекар, понатаму од болницата, интервјуата со докторите. Нашите сознанија се засега дека има одредени пропусти во целокупниот процес, но ќе почекаме да сето тоа се финализира за да
донесеме официјален став после заклучокот на работата на инспекцијата, односно Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Дозволете да го повторам концептот за матичните лекари, со оглед на тоа што бројни прашања стигна и утрово од пациенти, односно луѓе кои што чекаат тестирање. Сите матични лекари ги имаат добиено податоците за нивните прикрепени матични пациенти кои што се диагностицирани со коронавирусот, односно се наоѓаат на домашно лекување согласно протоколот усвоен на стручниот колегиум на клиниката за инфективни болести. Матичниот лекар има обврска да го контактира пациентот 2 пати во денот и да го известува електронски системот Мој термин, кој потоа електронскиот извештај го праќа во Министерството и на клиниката за инфективни болести. Со оглед на големиот број на граѓани кај кои што е индицирано тестирање, согласно алгоритмот кај матичните лекари, од денеска работи уште еден пункт во Скопје, а тоа е во поликлиниката Чаир, а од среда и пунктот во Млин Балкан, со што капацитетот на тестирање во Скопје практично се дуплира, а истото почнува во текот на следните денови и во сите други градови, освен пунктовите за земање на брисеви во центрите за јавно здравје, согласно големината на градот, ќе има уште еден или 2 пункта во рамките на здравствениот дом, каде што стручни лица, здравствени работници ќе ги земаат материјалите и ќе ги испраќаат на тестирање во лабораторијата во Институтот за јавно здравје. Заврши и анализата, посетата на стручната комисија на приватните лаборатории. Сакам да кажам дека со нивното вклучување согласно договорите кои што ќе се направат со Фондот за здравствено осигурање, капацитетот значајно ќе се зголеми. Имаме на располагање сосем доволен број на тестови, 20.000 теста како донација веќе се на пат кон нашата земја, освен тестовите со кои што и сега во овој момент располагаме и 5.000 тестови донација од една приватна наша лабораторија, која што ќе се вклучи во системот на изработка на анализите на брисевите земени од пунктовите ширум државата. Дозволете да кажам неколку информации за Институтот за физикална медицина и рехабилитација. Таму се тестирани 46 вработени во заводот и 6 пациенти. Примероците се земени на 26, 27 и 28 март. Позитивни се 8 медицински лица и 2 пациенти. Во текот на денешниот ден тестирани се уште 16 пациенти, кои во моментот се уште се хоспитализирани во заводот, имајќи ги во предвид резултатите, имајќи ги во предвид обемот, спецификата на работата. Заводот во Козле нема да работи во следниот период. Сите пациенти на кои што ќе им биде потребна ваква форма на терапија ќе се упатат во болницата 8 септември, каде што има оделение за физикална медицина, односно рехабилитација во форма на амбулантски третман или хоспитализација доколку тоа се индицира. Сакам да кажам дека има многу близок контакт на здравствените работници кога третираат пациенти за рехабилитација, со оглед на тоа што процесот на вертикализација практично бара многу близок физички контакт со пациентите. Во однос на клиниката за кожни болести, од денеска се организира работата, во следните неколку денови ќе го соопштиме начинот на работа согласно термините кои што ќе бидат ослободени преку системот Мој термин. На крајот сакам да кажам дека вложуваме огромни напори да навремено, транспарентно, отворено, точно ја известуваме јавноста, да комуницираме исто така со медиумите, меѓутоа работата секојдневно се зголемува и очекуваме уште повеќе да се зголемува со зголемување на капацитетот за тестирање, што значи дека времето да се изготви финалниот извештај во рамките на вработењето во Институтот за јавно здравје, кој што координира навистина повеќе работи, сега се пролонгира и во интерес да даваме точни, проверени, прецизни податоци. Од утре би сакал да изјавам дека ќе ја доставуваме статистиката на денот за бројот на новозаболени за состојбата до 15 часот.
после што медиумите и јавноста веднаш ќе бидат известени, а секако на прес-конференциите на редовна основа ќе продолжиме да информираме уврска со сите актуелности и да одговараме на сите прашања. И благодарам. Почитувани, како што спомнав и на почеток, свој обраќање на ова пресконференција ќе има и дополнителната заменичка министерка за внатрешни работи Славјанка Петровска. Повелете. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, во изминатиот период, особено по прогласувањето на вонредната состојба, застрените работници, припадниците на Министерството за внатрешни работи и армијата, како институциите кои се вклучени во системот на заштита и управување со кризи, целосно ги активираа своите капацитети и човечки ресурси во справувањето со ширењето и последиците од COVID-19. Сите тие, иако секојдневно се изложени на ризик, несебично и неуморно ги извршуваат своите работни задачи во интерес на заштитата на здравјето и безбедноста на сите граѓани. Сите носители на јавни функции, сите свесни и совесни чинители во општеството, повикувавме на почитување на препораките кои се дадени од Комисијата за заразни болести, а кои владата ги усвои како мерки кои мора да се превземат и спроведат. Борбата со оваа болест Македонија ја чини и ќе ја чини многу, и затоа свеста кај секој од нас треба да е на високо ниво. Давањето на точни и навремени информации за нашите контакти, патувања и дружби може да спасат човечки животи и да помогнат во спречувањето на ширењето на овој вирус. За жал, и покрај напорите на здравствените работници и припадниците на полицијата да го спречат ширењето на оваа болест, постојат поединци кои со своето себично, несовесно и нечовечко однесување предизвикуваат сериозни последици врз здравјето и сигурноста на граѓаните. Токму затоа, Министерството за внатрешни работи подготви и утре изутрина до основното јавно обвинителство ќе поднесе кривична пријава за едно лице. Поточно, осомничениот ФК, не почитувајќи ги правните прописи за време на епидемијата од заразна болест, извршил кривично дело со кршење на прописи и наредби со кои надлежен орган определува прегледи, дезинфекција, издвојување на болни или некои други мерки за сузбивање или спречување на заразни болести кај луѓето, или со вработување и држање на лица кои боледува од заразна болест со вршење на полово дејствие или на друг начин предизвикува пренесување на заразна болест по член 205 став 1 и кривично дело непочитување според здравствените прописи за време на епидемија, предвидено и казниво по член 206 став 1 од Кривичниот законник на Република Северна Македонија. Поточно, осомничениот на 8 март, околу 13 минути после полнок, направил влез на граничен премин Табановца, според правните прописи, и истиот веднаш од здравствена екипа на Институт за јавно здравје е известен и информиран за одлуките на владата дека е прогласена епидемија од COVID-19, и истиот е обврзан да биде во самоизолација со давање на своерачна изјава каде дозволува самоизолацијата. Осомничениот, наместо да ги почитува насоките за самоизолација, се однесувал спротивно на одлуките претходно донесени од владата, со што го прекршил Кривичниот законник, и тој во континуитет остварува средби со неговите родители, братот, неговата пријателка, остварува и средби во фирмата, а подоцна продолжува и со своето непротежување кон самоизолацијата. Од полициски службеници од полициската станица Карпаш извршена е проверка, извршен е и разговор со обвинетиот, при што тој изјавил дека не патувал во изминатиот период и со тоа дал лажен исказ дека нема остварено влез и излез во нашата земја. Накратко, лицето ФК, не придржувајќи се до прописите за време на епидемија, а постапувајќи несовесно и неодговорно, заразил повеќе лица и со тоа допринел за ширењето на епидемијата. Истовремено, сакам да информирам јавноста дека Министерството за внатрешни работи располага со информации дека дозволите кои се издаваат од приватните компании кои се регистрирани за работа во нокна смена се злоупотребуваат. И токму затоа започнавме со истрага која треба овие информации да ги потврди или отфрли. Доколку постои макар еден случај на злоупотреба, ќе постапиме крајно рестриктивно
и ќе ги примениме сите мерки кои стојат на располагање на полицијата. Нема да се двоумиме тие лица да ги лишиме од слобода, да побараме мерка притвор и затворски казни за евентуалните сторители. Доколку се утврди злоупотреба, ќе побараме ограничување или одземање на ова право на таа фирма која сторила злоупотребата, а лицата кои го сториле тоа ќе ги гониме за кривично дело. Почитувани, владата донесе серија на мерки за заштита на граѓаните. Свесни сме дека тоа не се воопшто едноставни мерки. Свесни сме дека тие мерки ги ограничуваат или забрануваат нашите животни навики. Но тоа е единствен начин како да се заштитиме. Недозволиво е поединци да мислат дека може да го изиграат законот. Недозволиво е поединци, несовесни и неодговорни, да се обидуваат да ги изиграат институциите. Затоа тие ќе го добијат одговорот од овие институции. Ве благодарам. Благодарам. Почитувани колеги, почнуваме со ваши прашања онлайн преку алатката онлайн. Ве молам Телма телевизија прво. Добар ден, ако се слушаме да го поставам првото прашање, кажавте дека има околу 40 заболени од Центарот за рехабилитација Козле. Во каква здравствена состојба се и дали меѓу нив има некои што спаѓаат во онаа ризична група, односно дали има луѓе што се со хронични заболувања? Тука би го поставила и прашањето дали од кардиологија ќе се тестира дополнителен персонал, бидејќи се тестирани само 15 медицински лица кои сите се негативни на коронавирусот и во насока на заштита на медицинските лица. Што е со оние конзилиарни прегледи што се одвиваат на клинички и дали како Министерство за здравство ќе го земете предвид тој факт и можеби ќе се намалат конзилиарните прегледи и може нешто од тоа да се направи онлайн за да се спречи ширењето на вирусот помеѓу докторите кои често мора да одат од една во друга клиника за да дадат конзилиарно мислење или преглед. Не може да се намали бројот на конзилиарни прегледи, ниту пак може да се прави онлайн за специфични прегледи, заради тоа што е специфичен самиот преглед медицински, кој што дава многу информации. Може онлайн, како што и на некој начин веќе функционираат колегите помеѓу себе во рамките на една институција, поделени во 2 или во 3 тимови. Меѓутоа, конзилиарните прегледи се практично во помеѓу повеќе клиники, институции и така натаму, и тие тешко се спроведуваат без физичко присуство на докторот, физикален преглед на пациентот, меѓутоа има протокол за заштита. И тој треба да се почитува, и тоа е механизам со кој што лекарите може да се штитат. Има во Институтот за физикална медицина и рехабилитација позитивни 10 лица, 8 здравствени работници и 2 пациенти. Здравствените работници се асимптоматски. Меѓутоа е потребен период од 14 дена за да се евалуира состојбата и да се прати на сите други кои што биле вклучени во работниот процес, и во таа насока и на одлуката да во следниот период здравствената установа биде затворена, а на клиниката за кардиологија исто така се пратат сите лица кои што биле во тимот, каде што имало практично човек кој што бил позитивен, така да добро е што целосно испочитувана одлуката, насоката да се тие поделени во такви тимови, токму заради ваков еден одреден ризик, и нормално дека сега 14 дена и тие луѓе ќе бидат понатаму во самоизолација, а одлука ќе се носи кога ќе помине тој период. Продолжуваме, повелесител телевизија. До министерот, колкав е капацитетот на тестови кои што се прават во текот на еден ден и најавувате дека веќе од наредните денови во други лаборатории ќе се прават тестирања, па може ли да ни кажете колку дневно тестови се прават за коронавирус? Вкупно помеѓу 200 и 300 тестови во овој момент.
Сега овие денови се вклучува лабораторијата на ветеринарниот институт со 30 на теста, во приватните институции секоја поединечно со околу 30 тестови, тоа се 3 институции, така да сметам дека сега за сега имаме сосем доволен капацитет на тестирање. Има една статистика што ја работевме и што ја правевме сега за време на викендот, ќе ја прикажеме во следните денови. Добро е што практично бројката на диагностицирани пациенти останува иста, без разлика на тоа што од почетокот до сега бројот на тестови се зголемува. Значи иста бројка на пациенти за се поголем и поголем број на направени тестови. Ги најавив 20.000 теста кои што стигнуваат како донација и 5.000 тестови од една од приватните лаборатории кои што тие тестови ќе ги донира нормално, постепено, не нагло 5.000, согласно препораките и индикациите од епидемиолозите. Продолжуваме со прашање од нашиве колеги. Евичко Пјалцатем, Урноеве. Поздрав за сите. Министрот, во време кога имаме заразени низ скоро цела Македонија, дали мислите дека епидемиолошкиот тест се уште важи? Пошто во овој тест има едно прашање дали сте биле во контакт со некој што е заразен со COVID-19. Сега на вакви околности од каде да знаат луѓето дали беа во контакт со некој заразен? Тоа е само едно од прашањата и токму затоа е многу битен контактот со матичниот лекар или со епидемиологот, заради тоа што се гледаат сите други прашања. Се согласувам дека на почетокот можеше да се идентификува кој дошол од странство, евентуално дали имало заболен, меѓутоа и сега можат луѓето да кажат дали биле во контакт со некој заболен, макар давајќи податок дека биле во контакт со заболен за кој што не знаат каква болест практично боледува. Меѓутоа сите други прашања практично ја ствараат целата слика, заради тоа што тука има специфика на симптомите, време од почеток на симптомите, време траење, контактот со други заболени, ќе потенцирам можеби од заболени од непозната етиологија, така да врз основа на сите тие прашања, не само на едно поединечно, се прави индикацијата дали се спроведе тестирањето. Продолжуваме со прашање. Ристина Беловска, повеле. Добар ден, министре. Веста дека 31 годишно момче почина од коронавирусот во Скопје со прекумерна тежина и без да се напоменат претходни заболувања, навистина направи паника меѓу граѓаните. Сакам да ве прашам директно дали ова момче претходно имало заболувања на респираторниот систем. Не имаме такви информации. За пациентот вчера што почина. Имаше бројни информации кои што проструја врска со младиот пациент во анамнезата како конкретна информација, како конкретен анамнестички податок според кажувањето тогаш на епидемиолозите, но земам обврска да го проверам ова, во тој момент немаше кога известивме. Но сакам да кажам дека обезноста е еден сериозен ризик фактор во однос на дишниот капацитет и функционалниот капацитет на плуќата, посебно кога е пациент практично во кревет легнат. Значи притиска и диафрагмата дополнително на белите дробови, сето тоа прави уште поголема рестрикција на тој белодробен капацитет и во таа смисла и од искуство знаеме дека обезни пациенти на вистина потешко им иде процесот на лекување без разлика што е причината кога се водел на интензивна нега. Дозволете да уште еднаш направиме увид во документацијата и да одговорам конкретно уште еднаш на прашањето. Алфа телевизија, повелете, со прашање. Добар ден, министре. Кажавте дека Заводот за рехабилитација во Козле ќе биде затворен. Ние денеска бевме таму, се уште работат. Колку време е потребно пациентите да си заминат на домашно лекување? Кога ќе биде затворен заводот? И едно многу кратко прашање, дали планирате да почнете со масовни тестирања? Благодарам. Денеска се уште таму и вработените и пациентите заради тоа што се зема материјал на уште еден дополнителен број на пациенти. Пред се ќе се спремат документите у текот на утрешниот ден, понатаму среда и до крајот на неделата сигурно ќе биде веќе затворен, со тоа што веќе од денеска нови пациенти не се примаат.
Во однос на масовното тестирање, мислам дека во повеќе наврати го дискутиравме тоа, согласно индикациите на епидемиолозите, согласно нивното стручно мислење дека треба да се тестираат позитивни со симптоми пациенти, а не асимптоматски пациенти, имајќи го предвид сензитивноста на тестот и можноста за лажно негативни резултати, што може да доведе до, и тоа го дискутиравме како можен овој ризик непочитување на дел од мерките за ограничување на групното движење, понатаму движењето согласно часовите во рамките на полицискиот час, одвојувањето на двете ризични групи. Сметаме дека на овој начин треба да продолжиме. Еве сега имаме на располагање и поголем број на тестови, меѓутоа индикацијата, согласно стручното мислење на епидемиолозите, останува исто. Се тестираат пациенти кои што имаат симптоми, понатаму оние кај кои што индицирано тестирање согласно епидемиолошката анкета од матичниот лекар и се анализираат нивните примарни контакти. Продолжуваме со прашање. Менче Точи од Нова ТВ, повеле. Добар ден и од мене. Дали инфективната клиника е резервирана исклучиво за пациенти од COVID или таму има и други пациенти, бидејќи цело време спомнуваме колкав е капацитетот и колку слободни места има? Дали по принципот на Заводот за рехабилитација ќе бидат затворени и слични вакви институции кои што немаат ургентни случаи? И во однос, тука може и заменичката да одговори, во однос на она што го гледаме пред банките, дали државата мисли да воведе ред пред банките, бидејќи очигледно тие самите не можат да се справат со тоа. И последно, за случајот со фирмата, човекот кој што не ги почитувал правилата, колку луѓе заразил, дали фирмата е затворена и може ли да се каже за која фирма станува збор? Институциите кои што работат со хронични пациенти може да функционираат. Мислам дека може да ги третираат сосем соодветно пациентите. Кога зборуваме за инфективната клиника, ние сметаме на целокупниот капацитет и соодветна прераспределба во другите институции на другите пациенти. И тој план е веќе направен на клиниката, на стручниот колегиум. Значи, кога зборуваме за 110 кревети капацитет на инфективната клиника, станува збор за сите 4 спрата кои што би биле наменети за пациенти диагностицирани со корона вирусот. Во овој момент има 47, значи практично имаме ситуација во кој што е скоро 50% од капацитетот исполнет и на дополнителен капацитет, а согласно местото каде што се наоѓа експертизата, специјалистите по инфективна медицина и оваа дополнителна мобилна болница која што ќе биде во функција до крајот на оваа недела, веќе во среда ќе почне да функционира и со тоа имаме дополнителни 130 кревети за третман на пациентите. Значи целокупниот овој број на кревети 110 на клиниката, 130 таа овој мобилна болница ќе бидат на располагање за третман на конкретно овие пациенти. Продолжуваме со други прашања. Ана СДК, повеле. Министер, после вашата вчерашна пресконференција, на која што ги кажавте бројот на ново заболени лица, една приватна здравствена установа, односно неколку часа после вашата пресконференција, излезе со бројка кај во нивната болница, односно здравствена установа, колку лица биле диагностицирани, односно дека станува збор за 11 лица. Моето прашање е дали таа бројка влегува во вчерашните 18 кои што вие ги кажавте или во денешните 26 и зошто не доаѓаат информациите за бројот на заразени лица од една институција, односно од Министерството, за да не дојде до забуна во јавноста и делење на пациентите од на приватно диагностицирани и државно диагностицирани, со оглед на тоа дека сега и самите рековте дека уште неколку здравствени установи ќе се вклучат во процесот на тестирање на лицата. Ви благодарам. Бројот на пациенти кои што го соопштуваме овде на пресконференциите е вкупниот број на диагностицирани од сите институции кои што во тој момент ги прават тестовите.
Значи станува збор за вкупно диагностицирани пациенти во изминатите 24 часа. И за овој нов систем во кој што практично ќе почне да функционира тогаш кога сите други капацитети ќе се вклучат во тестирањето и ветеринарниот институт и другите приватни, ќе го соопштуваме вкупниот број на диагностицирани лица. Значи 285 лица кои што до сега се диагностицирани кај нас со позитивни на тестот на коронавирус е вкупниот број во сите државни и приватни здравствени институции, односно лаборатории. Продолжуваме. Слободен печат, Мирослава Повели. Министре, околу 31 годишниот пациент кој почина вчера, дали се знаат контактите од епидемиолошките анкети, како тој се заразил, со кого бил во контакт и дали бил медицинско лице? Тоа е едното прашање. А второто се однесува на онаа студија Solidarity Trial. Сега, според моите информации, таму се тестираат 4 терапии, меѓу кои што лек кој што се користел за третирање на ХИВ, се вика Калетра, и лек за ебола. Дали ова значи дека на нашите пациенти во Македонија ќе им бидат давани овие лекови? Благодарам. Во однос на првото прашање имаше уште едно прашање, очигледно дека има интерес со оглед на возраста на пациентот. Еве дозволете и апропо ова прашање да направиме детален увид во медицинската документација со цел да практично нема шпекулации во однос на контактите, изминатите болести и така натаму, така да одговор еве или до вечерва попладне или во текот на утрешниот ден со целосни информации после увидот и во историјата на болести и во епидемиолошката анкета. Целата во однос на терапијата, практично тоа е суштината на терапевскиот пристап кон коронавирусот, терапии кои што се користат кај ебола вирусот, понатаму антиретровиралната терапија кај ХИВ, пациентите Калетрата, понатаму уште еден лек после оваа комбинација која што ја спомнавме, и така ќе бидат селектирани пациентите. Значи за секоја група на пациенти има соодветна индикација и тоа е суштината на клиничката студија. Значи не одговара секој пациент за секоја група на лекови. Инаку конкретниот одговор е дека да, тоа се лековите кои што насекаде во светот и сега се индицираат кај овие пациенти и практично се даваат, се аплицираат, а потекнуваат од истражувањата на овие други вируси кои што ги спомнавте. Продолжуваме. Елида, Портал МК. Урна Елида. Министре, до сега имаме 6 случаи во Тетово. Дали се сите тие од ист човек? Дали луѓата имале контакти со заболените? Друго прашање ми е, според вашето искуство, кога се очекува пикот на заболените? Знаеме дека не можете да предвидите, но сепак се спремате, ставате кревети до некаде која е таа по време таа бројка. И исто така, друго последно прашање ми е дали ќе се стави во карантин Скопје, исто така и Куманово, дека постојано расте по моделот на Дебар. Хвала. Пациентите во Тетово, колку што имам сега информации, се сите во врска со пациентот кој што беше диагностициран, пред се во врска со личните семејни контакти, но и ова прашање го одговарам со резерва заради тоа што би сакал да направиме точен увид во епидемиолошките анкети, може писмено да одговориме, исто како за претходниот, за младиот пациент кој што почина. Пикот го очекуваме негде за 1 месец, на крајот на април. Тоа се проценките на епидемиолозите согласно типот на раст на број на пациенти, но и согласно мерките кои што беа воведени во изминатиот овој период, пред се во рестрикциите на движење, ограничувањето на социјалните контакти, и тоа е всушност и дел од
на одговорот на третото прашање, значи тие мерки за сега сметаме дека се сосем доволни и дека полицискиот час, целосно ограничување на движењето по возрастни групи и нивното немешање до 60 над 67 и до 18 години е нешто што очекуваме да даде резултат. Еве ќе повторам дека пикот се очекува за 1 месец и искрено се надеваме дека овие мерки практично ќе дадат резултат во смисла на тоа да и во периодот кој што следи немаме експоненцијално зголемување на бројот на пациенти, туку линеарно и после понатаму ќе тој број се намалува. Продолжуваме со следно прашање. Владимир Повелин. Добар ден. Министре, дали на ризичните групи граѓани кои имаат хронични болести им е продолжено оправданото отсуство од работа? Тоа беа оние групи со болести кои ги објавивте уште на почетокот на кризата. И уште едно прашање, вие одговоривте која е процедурата која треба да прават матичните лекари во комуникација со пациенти кои треба да се тестираат. Меѓутоа, многу матични лекари се жалат дека луѓето кои ги испратили на тестирање, потоа тестовите не доаѓаат до матичните лекари, па пациенти им се јавуваат, па дури добиваат и сериозни закани зошто тестовите ги кријат и така натаму. Дали матичните лекари треба директно да ги добијат резултатите, да ги соопштат на пациентите или тоа треба да го прави некој друг, например Центарот за јавно здравје? Не е службата во Институтот за јавно здравје кај што се собираат сите податоци и практично се кумулираат од сите места кај што се спроведуваат тестовите, ги известува матичните лекари за вкупниот број на пациенти диагностицирани позитивни на корона вирусот, а кој што пациенти токму тој е матичен избран лекар. И од тука почнува и комуникацијата на матичните лекари со диагностицираните пациенти и нивниот фидбек на лекарите кон системот Мој термин за да се наполни електронската база со податоци во однос на состојбата, а согласно алгоритмот од клиниката за инфективни болести. Тие информации на матичните лекари од страна на преку системот Мој термин, а од страна на Институтот за јавно здравје кај што се собираат податоци и се праќаат секојдневно. Значи, секој ден има податок дали некој нивни прикрепен пациент има диагностициран корона вирус и ќе повторам од тука почнува комуникацијата во однос на хроничните болести, сите мерки се продолжени. Продолжуваме со прашање. Наташа Повелин. Благодарам. Министре, знаеме веќе дека имаме 7 смртни случаи. Се проценува дека таа бројка за жал ке расте. Па дали се превземени посебни мерки при погребните церемонии како што е во другите земји, иако веќе има кои се тие? Имам уште едно прашање. Вие во неделата кажавте дека ќе биде објавена листа со донатори. Јас не успеав да ја најдам, но ме интересира дали диаспората донирала и дали хотелите кои ги понудија своите капацитети за карантин се донатори. Кога ги споменувам хотелите, никаде не можев да најдам дека хотелот на Црвен крст во Струга е даден за карантин, па ме интересира дали Црвен крст не го понуди овој објект. Благодарам. Во однос на сместувањето во капацитетите, тоа е процес кој што го води генералниот секретаријат на владата, може да земам конкретни податоци, па да ги презентираме утре или секретаријатот да ги презентира. Ние најавивме вчера дека ќе објавиме листата на донатори, сега трае комуникацијата со нив кој сака да биде јавно објавен или доколку има некој кој што не биде на таа листа, меѓутоа во следните неколку денови сигурно ќе биде објавена. И во однос на погребите, значи целосно затворено се дава телото на семејството. Предпоследно прашање. Канал 77, Весна Повелин. Благодарам. Расте бројот на заболени и во Штип, еден од заболените од сосема нов кластер е сместен на инфективното оделение. Дали се направени епидемиолошките анкети и со колку лица има контактирано?
Уште едно прашање, дали ќе се зголеми бројот на тестовите по градовите преку Институтот за јавно здравје и дали болниците имаат доволно средства за набавка на потребните материјали и заштитни средства со оглед на тоа што буџетите на болниците со намалувањето на бројот на пациентите се намалуваат и нивните буџети? Во однос на буџетите на јавноздравствените установи на Министерството за здравство, тие се целосно на располагање за борба со коронавирусот. Веќе најавија и помош во однос на средства и опрема. Се финализираше процесот, за што сакам да се заблагодарам на Канцеларијата на Европската Унија кај нас, евроамбасадорот Жбогар, помош во вредност од 4 милиони евра за набавка на материјали и опрема токму за оваа намена. Ние имаме резерва во рамки на Министерството и на дополнуваме таму кај што ни укажуваат јавноздравствените установи дека треба, точно е дека е предизвик генералниот недостаток на светскиот пазар, меѓутоа ние тргнавме практично од стартна позиција со која што имавме огромна резерва во рамките на Министерството. Конкретно во Штип може да направиме увид во епидемиолошката анкета и ова конкретно прашање да го одговориме, меѓутоа пристапот кај сите пациенти е ист. Ова што го зборуваме во однос на тестирањето на лица со симптоми, анализа на нивните примарни контакти и во рамките на бројот на тестови, тоа што го кажав и претходно. И последно прашање за денешниот прес, Александар Повеле. Министре, со оглед на тоа дека мерките дадени од Министерството за здравство и владата за редуцирано работење на вработените во фабриките, сведоци се барем ние во Прилеп, дека мерките не се почитуваат по целост, почнувајќи од превозот на вработените, работа во погони стично. Дали сметате дека е крајно време да се затворат сите фабрики кои работат со полн капацитет? И уште едно прашање, рековте дека има еден ново заболе пациент од Прилеп. Дали истиот имал контакт со претходно заразените или е ново диагностициран? И на која возраст е пациентот? Благодарам. Добро, во однос на конкретните примери и анализи, исто како и за пациентите во Штип, може да направиме увид во епидемиолошката анкета, податоците кои што ги дале анализата на контактите, повторно ќе кажам, пристапот е практично ист. Што се однесува до производствените капацитети од Комисијата за заразни болести, беше дадено стручно мислење како таа работа може и треба да се организира. Инспекторатите се целосно ставени во служба функција на проверка дали сите кои што се вклучени во овој процес ги почитуваат мерките, дали се почитуваат и препораките и токму изјавата на заменичката министерка Славјанка Петровска е во насока на тоа дека многу сериозно ја анализираме сите кои што ги прекршуваат овие одлуки, овие препораки на владата, заради тоа што тоа е сериозно прекршување на одредби кои што влијаат на загрозување на јавното здравје. И секој мора да си преземе одговорност, секој мора да е свесен дека овие работи, одлуки, препораки мора да се почитуваат. Поштовани колеги, продолжуваме уште неколку прашања што ни стигна по нашиот официјален мејл и едно дополнително прашање. Дополнителната заменичка министерка за внатрешни работи требаше да одговара на колешкава од Нова ТВ дали државата ќе направи ред пред банките, бидејќи не можат самите да го организираат тоа, и колку луѓе заразило сомниченото лице кое не ги почитувало препораките. Дали фирмата му е затворена и за која фирма се работи? Деталите околу кривичната пријава ќе бидат соопштени утре, од кога таа ќе биде поднесена. Во поглед на тоа колку лица се заразени, точниот број ќе го утврдиме заедно со Министерството за здравство по дополнителните анализи. Што се однесува на прашањето за редот пред банките, владата, кога една од мерките кои што ги изрече, беше укажување и до банките саме самостојно со своји редари или служби да го обезбедат редот пред и во објектите. Со оглед на тоа дека изминати овие денови навистина кружа по социјалните медиуми и медиумите генерално фотографии кои ги вознемирија граѓаните, односно покажаа дека има хаос, Министерството за внатрешни работи не може да
ангажира дополнително полициски сили тука, затоа што тие се неопходни на други места, но затоа ќе преземе мерки и со соодветни поднесоци до јавното обвинителство и до надлежните служби ќе постапи. Продолжуваме и со неколку прашања. Зошто и како е префрлен пациентот од ГОП 8 септември на инфективна клиника во Скопје? Тој е пациент кој што беше префрлен пред 2 дена, ми се чини, откако е диагностициран и примен, истретиран, анализиран согласно патеката на третман и овој диагноза на пациенти, префрлен на клиниката за инфективни болести, заради тоа што болницата 8 септември сега во момент служи само за третман на позитивни пациенти кои што имаат потреба од друга здравствена услуга. Тие кај кои што е потребно само лечење на инфективно оделение, согласно тоа што има се уште слободен капацитет на инфективната клиника, се упатуваат таму. Продолжуваме. Во каква здравствена состојба е директорката на кожната клиника и дали таа е меѓу оние кои се пуштени на домашно лекување? Да, на домашно лекување. Меѓу граѓаните се шири информација дека има заболени вработени во неколку маркети во градот. Дали имате таква информација и дали е постапувано за да се заштитат потрошувачите? Веројатно секоја институција каде што е детектирано, не знам точно немам информација за маркети, меѓутоа се постапува согласно алгоритмот на епидемиолозите. Предпоследно прашање. Како да закажа тестирање за коронавирус во пунктовите на јавното здравство, тие што немат матичен лекар, ниту регулирано здравствено осигурување од различни причини? Морат ли да се тестират во приватните лаборатории, на чиј трошок би било лечењето на некои евентуално заразени без здравствено осигурување? Без разлика дали се здравствено осигурани или имаат лично или по некоја друга основа или нема уплатено здравствено осигурување, сите кои што треба да се тестираат или се лекуваат од оваа болест, трошокот оди на сметка на Фондот за здравствено осигурување. И последно прашање, по првиот случај на коронавирус во Битола, каква е епидемиолошката состојба во градот и што е преземено во врска со болницата Плодност, каде што кај еден лекар е констатирано вирусот? Дали други лица од болницата се тестирани за коронавирус? Согласно времето од контактот, болницата нема да работи 14 дена, стигне известување од менеджментот на болницата, се пратат сите овои пациентки кои што, односно родилки кои што бремени жени кои што биле во контакт со вработени и кај сите нив е препорачана домашна самоизолација, значи целокупниот процес на епидемиолошки анкети и анализи е таму направен и завршен. Почитуване, ова беше и последно прашање стигнато и со значи крајот на денешната редовна пресконференција на министерот за здравство доктор Венко Филипче. Даруар тоа ще да фунди и конференција. Следното прашање на редовната пресконференција на министерот за здравство Венко Филипче. Останете со здрави.